Во најголемата миграцијска криза од Втората светска војна наваму, бегалците и мигрантите минаа опасен пат низ Балканот, издржувајќи неизвестност, експлоатација и насилство од страна на посредници, локалното население и криминалните елементи. Повеќе од 700.000 мигранти транзитираа низ Македонија од јули до декември 2015 година. Многумина беа баратели на азил, кои бегаа од насилството од Сирија, Ирак и Авганистан. Меѓу бегалците имаше ранливи лица, како непридружувани разделени деца, мајки доилки, бремени жени и лица кои преживеале трговија со луѓе и насилство. Граѓанските организации кои се специјализирани во бегалското право и обезбедувањето на правна помош на мигрантите и бегалците, како што е Македонското здружение на млади правници, беа активно вклучени во транзитните центри близу Гевгелија и Табановце. Ние од 2010 година активно работиме на заштита на правата на бегалците и мигрантите. Кога дојде бегалската криза, ние бевме активно вклучени во регистрација на новите баратели. Доаѓаа по 10.000 луѓе на ден. Значи 10.000 луѓе. Нас не јуваа колегите од Гевгелија, колку луѓе ќе дојдат на Табановце, па ние им не јувавме на колегите во Србија, така да тоа беше еден голем процес и мислам дека тоа искуство беше огромно за сите нас кои што работевме. Ние сепак успеавме со тие лица да оствариме некаква комуникација и контакт односно и доверба, може да се каже, бидејќи тие лица која се појавува во Република Македонија, освен на институциите, односно на органите на државата, полицијата и војската кои што беа на терен, не гледа и нас како представници на невладина организација, односно и други меѓународни организации, кои што можеме да им помогнеме, односно да ги упатуваме барем тој нивен транзит да биде колку што е можно по безболен. Клучни задачи беа регистрацијата и евидентирањето на влезот на бегалците и мигрантите, обезбедувањето на хуманитарна и друга помош за време на нивниот краткотраен престој во Република Македонија, како и воспоставувањето на координација и ефикасност во транзитните центри на границите со Грција и Србија. Ние всушност не бевме таму само за да даваме правна помош. Туку за се што е потребно за заштита на бегалците и за да имаат мирен и безбеден пат до нивната финална дестинација. Ние се чувствувавме горди и посветени со единствена цел да бидеме нивниот мухами, што на арапски значи заштитник, а не само адвокат. Во еден момент, значи, имаше околу 400 или над 400 бегалци кои останаа да престојуваат на самата меѓузона помеѓу Република Македонија и Република Србија. Значи, тие луѓе останаа да престојуваат во меѓузоната неколку денови во импровизирани шатори, на дожд, на кал и на минусни температури. Иако правев се за да им помогнам, у тие моменти се чувствував многу немоќен. Но ова искуство беше пресудно за мојата работа, бидејќи борејќи се со таа фрустрација, решив уште повеќе да се вложувам за правата на бегалците и мигрантите, но како и на сите други обесправени лица. Денес, кога бројот на лица бегалци и мигранти кои што транзитираат низ Република Македонија е драстично намален, преку проектот на УСАИД за заштита на правата на мигрантите и бегалците, теренските работници се уште се присутни на терен и обезбедуваат стручна поддршка на секој бегалец, мигрант и барател на азил кој се наоѓа во транзитните и прифатните центри во земјава. Не е само правничкиот дел да застанеш пред некој бегалец и да му го изрецитираш законот, туку работата е да го запознаеш како човек. Тоа што те гради како правник и тоа што мене ми помогна за време на бегалската криза е токму таа способност да имам слух за проблемите и за ситуацијата во која што се наоѓаат бегалците, кој што веднаш се препознава од другата страна. Кога правникот е тука и да го слушне нивниот проблем, а не само да постапи правнички. Бегалската криза остави траен печат врз сите вклучени во решавањето на кризата, особено врз граѓаните на земјава. Исто така, овозможи да се изгради систем на соработка помеѓу државните институции и граѓанското општество за помош и асистенција на бегалците и мигрантите. Знаењата, вештините и искуствата што се стекнаа и споделија помеѓу државните институции, граѓанските и меѓународните организации представуваат додадена вредност во справувањето со проблемите и потребите на бегалците и мигрантите во иднина. Придонесе и тоа ние да активно сме вклучени не само во обезбедувањето на правната помош, туку активно во градење на еден систем за азил и миграција во државата, што подразбира законодавство, подразбира стандардни оперативни процедури, имплементација, следење на имплементацијата, како и директна заштита на луѓето.
За време на бегалската криза, Република Македонија разви капацитети за да се исправи пред сериозни хуманитарни предизвици. Кризата покажа дека земјава негува вредности за отворен прием и згрижување на сите лица кои што побарале помош и поддршка. Да останеме доследни и да ја продолжиме традицијата како општество кое што е отворено за секое лице кому му е потребна нашата помош. И сега веќе никој не спомнува ништо за ситуацијата која што била тука, а нас ни се случи историски момент. Повеќе од 800.000 луѓе поминаа низ оваа земја за само неколку месеци. И тоа не знам дали воопшто некогаш се има случајно и дали воопшто некогаш ќе се повтори. Така да ќе треба време за да видиме ние како држава какво искуство сме собрали, што ни се случи фактички 2015 и 2016 за време на бегалската криза.